Не може новиот закон за извршување да биде ист како претходниот и за долг од 500 денари да се наплати вкупен износ од 15.000 денари, велат од повеќе здруженија кои бараат да се земат адвокатите и нотарите од новиот закон. Тие се незадоволни од како што велат игнорантскиот однос на министерот за правда, бидејќи не биле повикани на јавна дебата за да ги кажат забелешките кои ги имаат, а особено во делот на дополнителните трошоци кон должниците. Вакво нешто, мислам, во нормална држава не смее да постои. Треба да се скрати оваа постапка. Доверителот да даде директно ако граѓанинот должи на граѓанинот. И таа ако граѓанинот должи себе сметка 1000 денари, тоа да си плати една нормална сума 1500 денари. Зошто овие дополнителни трошкови? Значи законот за извршување треба да биде граѓанинот да си го плати главниот долг, а не да ги богатиме адвокати, нотари, извршители, трошкови глупости да измислуваат. Граѓанските организации велат дека следен чекор ќе биде барање прием кај премиерот Христијан Мицковски за да му ги изнесат забелешките. Доколку и таму не најдат на разбирање, најави организирање протести за како што велат да се слушне нивниот глас и да се прифатат нивните забелешки. Законот се наоѓа во последна фаза на подготовка пред прво читање и се уште е отворен на ЕНЕР системот за предлози. Моменталното законско решение предвидува дека долгот не застарува, истиот мора да се наплати во целост, но каматата не смее да ја надмине главнината. За долгот да стаса пред извршител, законот го обврзува доверителот да ангажира адвокат кој ќе го подготви предметот и ќе го достави до нотар, кој го известува должникот. Доколку должникот одбие да го прими актот, тогаш се поднесува веродостојна извршна исправа, преку која извршителот го наплатува побарувањето со вкалкулирани трошоци за адвокат, нотар, извршител и пресметана камата за доспеаниот долг.